Ви благодарам, председателе. Стигнавме до помошта за невработени, каде што се информациите од Светска банка, од каде што е земен заемот. Просечниот број на индивидуи испета на 45.000, просечниот број на месеци за надомест е 4 месеци и ништо повеќе од тоа. Просечната сума која што би требало да ја примаат за секој месец е 150 евра. Вкупна сума во евра се 27 милиони евра, преведено во американски долари 29,2 евра. Од вкупната сума од 55 милиони кои што се затруди социјала, кои што требаше да траат 2 години, оваа сума сама по себе покажува дека за 8 месеци надоместот би надминал 55 милиони и повторно податоците не кореспондираат со извештаите добиени во соцсетото, ниту тие кои што ги гледавме минатата година во Министерството за финансии. На 7.5.2020 година мејл порака се испраќа од господјата Гордана Мајнова од Здравство, која што вели дека се уште нема одговори за планот за набавка за лична заштитна опрема, медицинска опрема и медицински потрошен материјал. Нема исто така податок за пресметан број на осигуреници и вкупни потребни средства за периодот од 6, односно 9 месеци, како и потребни средства за финансиски поттик на здравствените работници кои биле во првите редови во справување со вирусот и пружање на здравствена грижа на пациентите, како и соопфатен план за подготвеност и одговор за COVID-19. Тој соопфатен план го немаме до ден денес. На 21.5.2020 година имаме повторно прашање од техничката заменичка. Прашањето е за компонентите кои што се систематизирани, одговор нема. Иако на 12.5.2020 година господјата Елизабета Куновска од МТСП испратила празен мејл. На 14.5.2020 година техничката заменичка Гордана продолжила. Прашања кои се делумно или целосно неодговорени по компоненти и систематизирано во МОЛОН. На 15.5.2020 година повторно празен одговор од Елизабета Куновска. На 25.5.2020 година повторно се поставува прашање од техничката заменичка. Ја гледате агонијата помеѓу техничката заменичка и министерката во тоа време, во агонија се да добијат податоци за да подпишат заем од 90 милиони евра, без да го сносат ризикот дека еден ден ќе сносат кривична одговорност. Онаа која што ќе се сноси и за случувањата во Тетово. За случувањата во Тетово би сакала да го искористам моментов и да споделам една информација. Информацијата е во однос на ПП апаратите, кои што се префрлани од самата болница на теренот на изгорениот објект. За време на надзорот, 5 лица вршат надзор, се префрлани и враќани назад. Ништо во Македонија не може да се затаи. Мала држава, малку народ, секој секому рода. Секој секому братучот или рода. И све се знае. На 25.2020 година господјата министерка Нина Ангеловска испраќа мејл во комуникација во кој што вели: во врска со платите на медицинскиот персонал кој што е во првата линија за справување со COVID-19, добивме информација од дека се работи за зголемување од 20% на основната нето плата за овие работници за 2 месеци, само 2 месеци. И истата опфаќа 2966 работници. Претпоставувам дека ова се однесува на секундарно или терцијарно здравство заедно, бидејќи во терцијарно постојат само 862 вработени лекари. Тоа е бројката. Или вкупен износ од 50 милиони денари. Овие средства се планирани на кредитна сметка, заедно со останатите, односно на кредитната со ребаланс се планирани следните износи за предвидените намени за институциите, вклучувајќи 350 милиони за потребите на ФЗОМ, 300 милиони за предвидените потреби на Министерството за здравство, 350 милиони за МТСП, за социјална заштита, 150 милиони за АВРМ. Сите овие средства се предвидени со COVID-P1 програмата во МТСП, каде што е и самата проектна единица. Некако цело време паниката е околу проектната единица, која што има своји документи кои што треба да ги испраќа. Јас ги носам со себе сите документи, како и документите приложувани на техничката заменичка и самата министерка, кои што не кореспондираат. А резултатите од истите и ревизијата на истите исто така не кореспондираат со примарната документација испратена до Светска банка. Како што сме и тука рода сите меѓу себе, така сите имаме пријатели и ги добиваме податоците од Светска банка. Наредниот ден техничката заменичка враќа мејл до министерката Нина Ангеловска во тоа време.
Во договорот со Светска банка нема ваков правен основ што ќе правиме. Лошото ВМРО, нели, некој кој што ги кочничари заемите за 90 милиони. На 25.2020 година Гордана Мајнова, здравство. Поради ургентноста, во фаза на подготовката на проектот, направено е апроксимативна проценка. Апроксимативна, сега веќе признаваат дека е апроксимативна. Во тек е подготовка на детална проценка која ќе ви биде доставена веднаш кога ќе биде завршена. Никогаш не беше завршена. Како што знаете, за подкомпонентата каде што е предвидено зајакнување на капацитетите на инфективните оделенија во болниците и на ЈЗУ, клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, предвидени се и градежни работи и целосно опремување со медицинска опрема. Цените на пазарот за медицинската опрема, велите, се менуваат на дневна основа. Така да точен износ немаме се додека проектот не стане ефективен и не се направат точни и прецизни детални спецификации со помош на наши и или странски експерти. Оти спецификации нема. Еден од индикаторите, таргетите во проектот е да имаме 50 кревети во интензивни неги. Трошокот оспособување на еден кревет изнесува од прилика 50.000 евра. Не постои кревет од 50.000 евра. Отворете на Google во моментов. Не постои кревет од 50.000 евра. Тука имаше и дообјаснувања баш во оваа сала, тука ќе има рентген, тука ќе има дефибрилатор, не постои кревет од 50.000 евра. И не постојат дронови кои што помагаат во справување со COVID и се набавка за здравствените установи. Преку овие пари. Процедурите на Светска банка налагаат постапки кои се многу стриктни и за секоја набавка или градежни работи потребно да се добие no objection од нивна страна. Исто така, напоменуваме дека сите овие детали ќе бидат опишани во упатството за спроведување на проектот Project Operational Manual, кој што во моментот се уште се изработува. И ние гласавме, да, колеги, изгласавме 90 милиони и самиот приречник не беше се уште изготвен. 8 месеци подоцна. 23.5.2020 година Елизабета Куновска дава некои одговори од МТСП и Министерството за здравство. На 26.5.2020 година техничката заменичка Гордана повторно испраќа мејл. Ве молам, прашања по компоненти систематизирано. 2 месеци бараат прашања по компоненти систематизирано. Конечно на 30.5.2020 година е контактиран Коен Девиц од Светска банка. Гордана упатува нови прашања. Се уште имаме неодговорени прашања конкретно за лабораториска опрема. За каде, колку, која опрема? Нема опрема. Зошто за реновирање и набавка на мебел има различни ставки со различни износи? Зошто немаме оправданост за трошок од 250.000 евра за развивање на протокол и тренинг за менаџирање со медицински отпад? Оние протоколи што еве пети пат ќе кажам, се уште ги нема. Иако ние заболиме, еве денеска слушаме податок дека имаме 5 пратеника заболени во собранието. И да, ако се хоспитализираат, нема протокол за нивно терапирање. Оправданост за предвидениот трошок за надоградба на мој термин во износ од 200.000 евра поврзано со COVID-19. И за тоа прашање нема одговор. Каде е опфатен трошокот за лекови во планот за набавка во здравството? Како и зошто просек за сметка од 6 месеци не е земен месечниот износ од април или март, туку како просечен трошок се зема износ од 2 месеци. За планирана набавка на медицинската опрема за секој од предвидените инфективни оделенија низ државата не ми е доставен одговор на поставеното прашање за планирање количини и цени користени во првичната груба проценка. Во превод добивале ливчиња со износи и ставки кои што биле неразбирливи. Износите биле базирани на ништо и биле расфрлани како да. Заради тоа и во ставки во компонентите кои што ги гледаме во табеларниот приказ, ќе го извадам подоцна, имаме обучувачи од странство за 30.000 евра, па малку подоцна за 50.000 евра. Станаа поскапи за 20 дена. Правниот основ за исплата на средства од заемот за зголемување на платите на постоечките вработени на постоење на правен основ во договорот за заем за исплата на средства од заемот за зголемување на плати на постоените вработени. Меѓутоа не е во согласност со македонското законодавство и не е дозволено. Алармираат и техничката заменичка и министерката. Ова се табелите на она кое што им е
давано на увид на министерката и техничката заменичка, а дури и се потрудиле, техничката заменичка барем, сама да прави табеларни прикази, што да, не може во принт версија да излезат добро, меѓутоа истите не се усогласени со договорот испратен кон Светската банка и барањата. Финансиски поттик за здравствените работници во јавните здравствени установи кои работат со пациенти заболени од ковид. По извршената пресметка, вели, согласно доставените податоци од јавните здравствени установи, пресметано е зголемување за 20% на основната плата, нето плата, на вработените лица кои учествувале во работење на инфективните одделенија за време на пандемијата од болеста COVID-19. Пресметката се однесува на следните јавни здравствени установи. Трите клинички болници, износ од 1.200.000 денари месечно. Општи болници со проширена дејност 600.000 денари месечно. Општи болници 1.600.000 денари месечно. Институт за јавно здравје 1.650.000 денари месечно. Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни состојби 1.500.000 денари месечно. Сите центри за јавно здравје 5.300.000 месечно. ГОП 8 септември 5 милиони денари месечно. Сите тимови за итна медицинска помош за здравствените домови и болници со проширена дејност 7.900.000 денари месечно. Купен износ за предвидено зголемување од 20% на месечно ниво е 24.750.000 денари или 49.500.000 за 2 месеци. И доколку се тоа беше така и навистина 90 милиони дојдоа на правото место, немаше да бидеме најдобри во светот по смртност. На прво место. Дополнително немаше да продолжи ни агонијата, доколку министерствата се договораа да преговараат со премиерот и да му објаснат дека ако ги отвори границите за подобрување на економската состојба на соседите во летниот период, немаше да има нов бран. Ова се други табеларни прикази, доставени од извештаи на МТСП, кои што не кореспондираат со извештаите од МЗ или Светска банка. Ниеден приказ не кореспондира со наредниот. И од тука и заклучокот на она што, еве и по пети пат ќе го кажам, 17 пати е поставено прашањето каде се во буџетот 90 милиони денари. После 17-тиот пат, бидејќи им досадив на луѓето и заменикот министер и министерот, одговорот беше не ти одговарам. И ако ми го поставиш на говорница, нема да ти одговорам. Колкав број на одобрени нови домаќинства се приматели на социјална помош? Како резултат на кризата од коронавирусот, колкав дел од нив ќе добијат решенија во овој период врз основ на нивни барања од пред месец февруари 2020 година? Одговор. Во центрите за социјална работа секојдневно се примаат нови барања за остварување на социјална парична помош во форма на гарантирана минимална помош, па со оглед на тоа бројот на нови барања во континуитет се зголемува. До сега, од 11.3. бројот на нови барања, ова е пети месец, изнесува 3.940. Додека од четврти, кога се релаксирани критериумите за остварување на ГМП, бројот на нови барања е 3.338. Со сите овие податоци, повторно во рамки на МТСП и АВРМ, не можам да видам како некои од пратениците има толкава дрскост да излегуваат овде на говорници дека 17.000 граѓани само останале без работа. 17.000 граѓани кога месечно се над 3.000. Ама се бара, нели, средства за 45.000 од старт во земање на заемот. Нема да ги читам сите извештаи до крај. На крајот би сакала вака. Имаме информација дека во модуларната болница во Прилеп има само геодетски елаборат изграден од општина Прилеп. Има основен проект, но без подпис и печат од никого. Знаете, министерке, како оние документи без подпис од Мила Царовска, каде што би можело да инкриминираат. Истите документи кои што сега ви се шараат по образовните институции, излегуваат од Министерството за образование и се без подпис и без закон. Истите оние документи кои што треба да скријат дека имаме над 1000 деца кои што се разболени, истите документи кои што Царовска реши дека ќе станува и здравствен работник и доктор, па ги приложуваше како ниска трансмисија помеѓу учениците, па не била ниска, не знам кај беше местото без кореспонденција со медицински персонал да дава таква изјава. Значи, има основен проект, но без подпис и печат од никого.
Нема ревизија на основниот проект што била обврска во случајот. Нема решение за поставување на модуларна болница од Министерството за здравство. Нема решение за технички прием. Нема документ за примопредавање. Во модуларната болница нема мини лабораторија што било обврска за Министерството за здравство. Ова се спецификациите кои што вие ги потпишавте преку Министерството за труд и социјална политика за да се исплатат, нели, да се изградат овие модуларни болници. До пред 3 недели немаше ни мобилен рентген. Сега е дојден, но се уште не е приклучен, вели. Можеби дека не била комплетна и затоа нема ни документ за примопредавање. Во Прилепската болница има само записник за примена опрема, кревети, шкафови, столици и слично. Градена е 3 месеци со закаснување. Подлогата од Стентон градба од Битола, струјата од Елмонт од Прилеп, водоводот од ГП водовод од Прилеп, гасот го поврзала фирмата за технички гасови од Скопје и најверојатно сите изведувачи работите ги донирале. Знаете, по први пат на несоодветна документација и играње играчки за пари се градени сите модуларни болници. Ама нема пари што вредат човечки живот. Многу ми е жал што завчера имаше нашиот премиер, една катастрофална изјава. Тој вели ситуацијата во со Тетовската болница станува банална. Банална станала ситуацијата со Тетовската болница. Да, колешка Жаклина, од кога инсинуиравте дека некој ја запалил болницата, а погледнавте на мене, ќе имате право да зборувате за тоа. Поради целата оваа ситуација, министерке, мене ми е исклучително жал што вие се најдовте во оваа ситуација. Зошто? Заради тоа што според Global Finance ние сме на 5-то место од позади како најнебезбедна држава, ама таа безбедност не се однесува само за физичката безбедност или безбедност од мигранти или терористички напади, туку исто така и здравствена безбедност. Од кога ги преземавме сите и се пафташе наоколу со волку пакети, оналку пакети, вакви заеми, онакви заеми, сме на врвот на катастрофата, по смртност, која што кулминираше со 14 живи луѓе кои што гореа во Тетовската болница. Па да, имате право за тие пусти пари. Заради тоа сметам дека нема побитно прашање, ниту недела неработен ден, од тоа да добијам информацијата за модуларните болници низ државата. А доколку не ја добијам информацијата и сметате дека недела е како неработен ден, е побитно прашање, можеби треба и сабота да го прогласиме за неработен ден, и ред, тогаш ќе сметам дека со почит сте одбиле да одговорите, затоа што искрено верувате дека вашиот одговор ќе ви инкриминира. Ви благодарам. Како прво, Ви благодарам. стави точката за информацијата. Ви благодарам, господја